Ирањето на оваа влада. Само да кажам дека вие сте и најдиректно вклучен во изготвување на програмата, односно вие сте најодговорен дали има пропусти, намерни, ненамерни, во програмата за субвенционирање. Вие одлучувате за која култура или кое производство колку пари ќе добиваат државна поддршка. Ова значи дека и 2010 година вие сте одлучиле тиквите да се стават во групата на градинарски култури и да има субвенција од 20.000 денари, што пак значеше едно масовно пријавување за субвенции од страна на земјоделци, но и од големите агрокомбинати, за кои што пак знаеме дека после него ни собираа родот од нивите, така скапуваше и бостанот беше 20.000 денари од хектар. И сега мене ме интересира, како дојдовте, со каква анализа дојдовте до ставот дека тиквата е стратешки производ за оваа држава и дека треба да се субвенционира со толкави средства? Имавте, затоа што следната година веќе ги намаливте за половина. Тоа е прашањето. Да, благодарам на прашањето. Значи, тоа што сакав и претходно да го кажам, од аспект на офатот и големината на политиките е дека имаме 4 програми за субвенционирање. Јас знам колку програми имате. Јас се прашам како дојде тиквата да биде. Сега ќе ви кажам. Значи има 170.000 апликации за субвенционирање, има 110.000 корисници за субвенционирање кои што ги користат средствата. Господин Ивановски, знаете како велат дека програмата ја правите од канцеларија. Тоа е замерка на ќе ви објаснам сега. Се консултирате ли, прашањето ми е? Дали прашувате земјоделци, агробизнисмени, професори, прашувате ли некого или тоа Перица Ивановски седнал во канцеларија ја прави програма? Така, вие знаете, едно време бевте директно вклучени во изработката на програмата. Пред отприлика 2 години сакавте да се представите како коалиционен партнер на оваа влада и човек кој што како коалиционен партнер ги обработува медиумски тие политики на таа влада на терен и тоа жестоко го правевте. Сега малку е чудно како на некој начин се најдовте веднаш на другата страна и сега е тоа подруго да го представите, меѓутоа дозволете да ви Не, дозволете да ви кажам. Значи знаете дека се организираа, постоеше Агросовет и постои сега. Скоро имаше разгледување на 5-годишната програма која што ќе треба да се за субвенциите од овој период понатаму. Значи секоја програма прво пред да биде изработена се прави нацрт од страна на Министерството за земјоделство, се праќа до клучните субјекти во земјоделскиот сектор. Никогаш порано тие немаат толкав пристап како сега во Министерството за земјоделство. Се организираа расправи, нивни предлози, врз основа на тоа се креира земјоделската политика во Република. Значи еден партиципативен пристап во креирање на таа политика. Добро е, велам што ме подсетивте за тоа време, бидејќи мислев дека ме заборавивте колку пати имате дојдено во Фармер, само на колку трибини сум ве носела, колку пати и премиерот се среќаваше и со господинот Рамковски, и точно знаеме сите чија програма 2007 ја имавте на тацна, но таа програма беше изработена од агробизнисмени, земјоделци и професори и во таа програма имаше развојна компонента субвенционирањето. Сега кој ја прави програмата? Предходно рековте дека јас ја правам програмата, сега спомнувате. Таа програма подразбираше 10 милиони евра годишно за системи за наводнување. 10 милиони евра годишно за откупни центри. Таа програма подразбираше развојна компонента. Вие ја искористивте само за неизбори, вие ја искористивте да ги злоупотребите парите, ништо немате направено, еден откупен центар, освен Агрокор кој што е 20% само во Струмичкиот регион, ниту освен Јужновардарска долина хектар немате на поднаводнување, ги искористивте само за злоупотреба на субвенциите. Јас сега ве прашувам точно за таа развојна компонента. Еве да ве подсетам само, имате најавувано 4, Перица Ивановски вели 4 нови откупни центри до крајот на 2011 година. На 15 има и други 15 локации. Антологиската најава на откупен центар во Ресен, Макази, во Богданци не изградени. Колку ладилници изградивте, господине Ивановски? Значи само преку програмата за рурален развој
во тоа време се реализираја 6 откупни центри. Тоа може да го видите. Значи во Струмица има еден откупен центар, еден има во Велес, еден има во Скопско, значи тие се од помал обем, паралелно владата, може да ви бидат доставени дополнително. Значи паралелно владата ги реализираше тие откупни центри преку програмата за рурален развој и огласуваше слободни парцели за изградба на нови за заинтересирани инвеститори. Господин Ивановски, јас едно ви признавам. Со 350 милиони евра, како што велите дека оваа влада има издвоено, да се уништи македонскиот аграр е навистина за пофалба. Македонскиот аграр е уништен пред 2007 година, сега заздравува и се поправува. Од 2006 година што не е паднато. Нема производство што не е паднато. Се обратам во кој ќе ми се даде шанса да го образложам. До 120 милиони евра. Станавме увозно зависна земја. Една програма која што нудеше реформа во аграрот. Ја искористивте и ја злоупотребивте, го уништивте аграрот и за ова бидете сигурни дека ќе одговарате. Имам прашање во врска со наводнувањето. Еве ваша изјава дека со хидросистемот Лисиче 18.10.2010 година годинешните 60 хектари велите засејани по Дорис во Велеш кој ќе бидат 360 хектари за една година затоа што има субвенции и затоа што изграден хидросистемот Лисиче. Денеска се наводнуваат 50 хектари. Значи 50 хектари имаме таму по Дорис, а не 360. И велите ќе се наводнуваат 5600 хектари земјиште. Таму прво нема ни толку земјишта, инаку сега се наводнуваат 100 хектари. Што направивте во делот за наводнувањето? Во делот на наводнувањето? Како и сите други работи кои што во 2007 година се наследија на некој начин и беа катастрофални, така беше и ситуацијата во наводнувањето, тоа го знаете. Значи 20% само искористеност на постоечкиот систем за наводнување од можните 100%. Тоа беше состојбата наследена во 2007 година. Од тогаш натаму требаше да се направи реформа на постоечките водостопански предпријатија, тие повторно да се воспостават, тоа беше процес кој што течеше во тек и постепено се врати до вербата и контактот со водокорисниците да се подобри наплатата и да започнат инвестициите. И инвестиции се реализираат во водостопанството. Од 80.000 хектари сега наводнуваме 20.000 хектари. Тоа е поразително во време на светска криза на храна и на суша. Се согласувам дека поразително не се водело сметка пред 2010 дека субвенциите не се партиска мерка, тие се државна мерка и тие ќе ги има без разлика која влада да дојде. Имаше и претходни влади, немаше субвенции. Ќе ги има во зголемен обем и ќе се добиваат навреме тогаш кога на земјоделците им се најпотребни. Значи ние видовме дека имаше влади претходно, субвенции немаше, госпожа Ленчева. И за наводнување и за откупни центри. Ви благодарам. Благодарам и вас. Следен за поставување прашање господин Ромео Тренов, повелете. Благодарам, председателке. Господин Ивановски, бидејќи не ви беше баш дадена прилика да се доискажете во прашањето кои ги поставуваше претходната пратеничка, би сакал да направите една споредба во политиките на земјоделство пред 2007 и после 2007 и да ми кажете кои се ефектите од тие политики врз земјоделските стопанства. Значи не врз медиуми, не врз ваква или онаква промоција, туку директно на тие кои што ги користат, кои се ефектите. Благодарам. Добро, веројатно не би требало многу време да се потроши од ова драгоцено време кој што ги имам на елаборирање на политиките наназад пред 2007 година. Може и накратко да се каже дека воопшто не постои, малку е чудно вака за земја како Македонија, каде што аграрот има исклучително битно влијание и улога во како економска дејност и генерално за живот во руралните средини, било која влада во Република Македонија да не обрнува внимание на земјоделството. Нажалост тоа беше случај претходно, би се навратил на констатацијата дека било која влада треба да го прави тоа и добро е тоа да го прави, меѓутоа видовме дека има влади кои што го прават тоа, го субвенционираат, го ценат трудот на земјоделците, го ценат и реално го поддржуваат, има влади тоа што не го правиа. Во состојбата значи пред 2007 година, значи некаде 95-97 година, од страна на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд се предложени така наречени структурни реформи кои што предвидуваја целосно укинување на субвенциите. И тоа беше за едно вака
чудење од денешен аспект прифатен од тогашната влада. Субвенциите беа целосно укинати, немаше можност за интервенции на пазарот, беа укинати извозните субвенции исто така, и тоа што беше најпоразително од аспект на тие политики, гледајќи од овој временски, а кој што има и сега негативни последици, е токму разрушувањето на виталната структура на македонското земјоделско производство, тоа беа големите агрокомплекси и земјоделските задруги. Значи, се прифати еден концепт на приватизација, нивна трансформација на општествениот капитал, кој што значеше дезинтегрирање. Тие беа заокружени целини од примарно производство до преработка до пласман, маркетинг. Тие откупуваја и од индивидуалните земјоделци. Кога таа